Три докази за вистината на ветениот Месија алейхи селам. Во еден хадис, чесниот пратеник Мухамед салалаху алейхи веселем рекол дека ќе има два знака како поддршка на Махди, што никогаш порано не се случиле од создавањето на небесата и земјата. Овие два знака се затемнувањата што ќе се случат во многу специфични денови во текот на месецот Рамазан. Во 1894 година, неколку години откако Хазрети Мирза Гулам Ахмад тврдел дека е ветениот Месија алейхи селам, на индискиот подконтинент имало појава на затемнување, што и се случило на првата од трите полни месечини во месецот Рамазан. Следната, 1895 година, и луѓето во Соединетите Американски држави биле сведоци на затемнување што се случило на вториот од трите дена со полна месечина, повторно во месецот Рамазан. Сега знаеме дека затемнувањата не се нешто што ги направил човекот, ниту пак некоја технологија на планетата може да создаде таков спектакл. Значи ова мора да е Божјо дело. Ова е јасен, неоспорен запис што ја поддржува вистинитоста на ветениот Месија алейхи селам. Правењето чуда обично се поврзува со пратеништвото. За Иса алейхи селам се вели дека ги лекувал болните, за Муса дека го разделил морето, а за Јунус дека преживеал во утробата на китот. Во една прилика, во времето на ветениот Месија алейхи селам, имало еден ученик по име Абдул Карим, кој се разболел и имал напад на беснило. Во тоа време немало третман или лек што можел да го излечи Абдул Карим. Тогаш ветениот Месија алейхи селам се помолил за исцелување на ученикот и Абдул Карим бил чудесно излекуван. Значи, со непостоење човечка интервенција, ова може да се препише само на Божјото дело. Друго чудо за време на животот на ветениот Месија алейхи селам е како го усовршил арапскиот јазик. Во текот на една ноќ, колку време би ми требало мене или вам да научите јазик? Неколку години. Дури и на луѓето со дипломи им е тешко да се наречат експерти во смисла на познавање на некои јазици. Ветениот Месија добил откровение од 40.000 арапски зборови во текот на една ноќ. Арапскиот јазик е познат како еден од најкомплицираните јазици во светот. Ова, повторно, може да се препише само на Божјата работа, како поддршка за вистинитоста на ветениот Месија алейхи селам. Преку историјата на претениците може да видиме дека тие секогаш биле победници во своето тврдење и мисија. Слично на тоа, ветениот Месија алейхи селам бил победник во своето тврдење и мисија. Ветениот Месија добил откровение од Аллах Джелешануху: "Ке направам твојата порака да стигне до сите краеви на светот." Сега, ветениот Месија го добил ова откровение во едно рурално село во Индија, во Кадијана, место непознато за светот. Можеме да видиме дека помалку повеќе од 100 години неговата порака и тврдења стигнале до над 200 земји низ целиот свет. Ова е речиси секоја земја на планетата. Сега, кој може да каже дека неговата порака не стигнала до сите краеви на светот? Ова се јасни докази за вистиноста на ветениот Месија алейхи селам.